Srdačno me pozdravom i drago mi je da повторно можеме да се дружиме заедно во овој наш серијал Смисолот на животот. Наша тема која ни предстои е со наслов Ти не си случајност. Верувам дека некогаш во својот живот ви се наметнало ова прашање: зошто постојам? Дали ова случајност што го живеам својот живот на оваа земја? Или, искрен да ви бидам, да ви кажам и ова, дека во одреден период од мојот живот ми се наметнало прашањето токму за ова: дали е случајно што јас сега постојам? Гледајќи ги настаните околу мене, гледајќи ги луѓето околу мене, ми се наметна ова прашање: дали јас случајно сега постојам? Кој е смисолот на мојот живот што постојам сега? Некако некогаш во одредени моменти себе си не сум се препознавал дека периодот во кој што живеам е баш добар период. Али, како што и секој од нас кој го живее животот на оваа планета Земја, знае дека ние не сме го бирале моментот кога ќе се родиме. И затоа ни се наметнало и ова прашање: дали сме ние случајност? Која е поентата на нашиот живот? Еве што кажува еден познат човек, научник, Алберт Ајнштејн, вели: Бог не се коцка. Што сакал да каже со ова Бог не се коцка? Веројатно со нашето постоење Бог никогаш не се коцка, не игра, немаш дрепки кај него како ние луѓето кои што сакаме на ефтин начин и на брз начин да дојдеме до некои материјални средства. Али Бог не се коцка. Тоа што ние постоиме има одредена причина. Зашто ние се наоѓаме на оваа планета Земја? Ти не си случајно на неја. Твоето раѓање не било грешка или незгода, ниту твојот живот е случајност. Може би родителите не те планирале, али оно што е интересно е дека Бог нас не имал во својот план. Тој воопшто не бил изненаден со моето и твоето раѓање. Тој сушност, тој го очекувал нашето раѓање и знаел каде ќе се родиме и како сето тоа ќе помине. И повторно ви се наметнува она прашање: дали јас тука припаѓам? Посебно денеска кога овие настани се случуваат околу нас и кога имате одреден број на луѓе, еве како што и самите можете да видите на слайдот, тука се познати личности, од најмал човек до најголем човек, од познати луѓе кои што на некој начин ја обележале својата епоха, својот живот, својата деценија. Дали сме ние случајно? Зашто сум се јас родил баш сега? И што е тоа што можам јас да дознам? Еве, одговор ќе го бараме во оваа книга. Верувам дека ја имате, али ако ја немате, слободно можете да се јавите и да оваа книга ја добиете во своите раце и да можете да ги пратите овие предавања и да можете да ги пратите текстовите кои што ќе ги читаме. Во книгата на пророкот Еремија, во 1 глава, во 5 стих, вели: пред да те обликувам во утробата, јас те познавав. И пред да излезеш од утробата, те посветив, те поставив за пророк на народите. Ова се зборови кои што Бог ги упатил на самиот пророк Еремија. Али она што е, драги мои, интересно е дека вели на почетокот: пред да те обликувам во утробата. Не се мислело само на него. Ова се однесува и на нас денеска. Пред јас да бидам обликуван во утробата, Бог ме познавал. Пред да излеземе од утробата, Бог не посветил. Сакал да ние живееме. Да го живееме животот на оваа наша планета Земја, за да биде на слава и хвала на Неговото име. Али од друга страна, да бидеме на благослов на луѓето околу нас. Еве што ќе рече псалмистот во 138 псалам, во 8 стих, вели: Господ ќе направи што е добро за мене. Многу порано пред да родителите не зачнале, ние сме биле зачнати во Божјот ум. Тој првин помисел на нас, тоа што во овој момент ние дишиме, не е случајност, не е судбина, како што нажалост мнозина денеска знаат да кажеш судбина му е. Не,
не е ниту резултат на околности, ниту среќа, ниту, како што кажав прегеска, случајност. Живи сме затоа што Бог сакал да не создаде. Господ ќе направи што е добро за мене, или еден друг превод вели Господ ќе работи за мене. Во кој смисол Господ ќе работи за мене? Драги мои, денеска што го дишеме овој воздух, зарем Бог не работи? Зарем сето што околу нас не окружува, храната, водата, се што ни е потребно да го држиме овој живот денеска, зарем тоа не е благодарение на Бога? Затоа што Бог работел. Бог го одредил секој ситен детал на нашето тело. Тој свесно ја избрал нашата националност, бојата на нашата кожа, косата и сето останато што не одликува како личност. Тој не создал токму онака како што тој сакал. Исто така ги одредил и нашите природни таленти, како и тоа да бидеме единствена личност која ќе биде на оваа планета Земја. Вие знаете дека не постои една друга личност која во потполност е идентична со нас, па дури и еднојајчаните близнаци не се во потполност идентични. Имаат разлика дури во бојата на гласот, дури и некои црти на лицето може да бидат поинакви. Значи, колку год да кажеме дека нешто е идентично, нема 100% исто. Истиот псалмист во 139 псалам ќе рече следно: Те прославувам затоа што сум чудесно создаден. Прекрасни се твоите дела, душата моја тоа добро го знае. Ниједна моја коска не се сокри од тебе, додека настанував во тајност, искаен во длабините на земјата. Зарем не би требало да го прославуваме Бога? Како што и псалмист вели. Те прославувам затоа што сум чудесно создаден. Денешната медицина и наука се уште не го познава човечкото тело во потполност. Има толку детали кои што не се истражени, кои што не ни се познати. И затоа можеме да воскликнеме заедно со псалмистот да кажеме: прекрасни се твоите дела. И душата моја тоа добро го знае, затоа што знам дека пред да сум создаден, Бог мене ме планирал. Поради тоа што Бог не создал со причина. Тој одлучил и кога ќе бидеме родени, како и колку долго ќе живееме. Сето тоа однапред на Бога му е познато. Тој, како што кажав, ги одредил деновите на нашиот живот, избирајќи го точно и времето на моето раѓање и смртта. Во 119 псалам 16 стих вели: Зачнувањето мое го видоа очите твои, во книгата твоја сето тоа е запишано и деновите се забележани како се уште што ги не ги имаше ниту еден. Значи, во која книга? Во Божја книга сето тоа е забележано. Оно што можам да кажам, а е интересно во оваа книга, драга и света книга, е настанот кој е забележан во книгата на пророкот Данијел. Ако земеме да ги читаме текстовите, ја би сакал да со вас прочитам два текста од оваа книга во прва глава, први и втори стих. Вели вака: Во третата година од царувањето на јудејскиот цар Јоаким се крена вавилонски цар Навуходоносор против Ерусалим и го обседна. И внимајте сега во вториот стих што вели: И го предаде Господ во раката негова јудејскиот цар Јоаким и дел од садовите на домот Божи, и тој ги испрати во земјата Сенар, во домот на неговиот Бог, и ги внесоа тие садови во ризниците на неговиот Бог. Што сака тука Бог да каже? Бог имал план. Бог го предал Ерусалим. Не сакам сега да завлегувам, тоа е една посебна тема која може да ја обработиме во една друга прилика, али гледате, Бог има план. И Бог според својот план и наоѓа човек кој што ќе го обави тој план. Планот кој што Бог го планирал
го исполнува Навуходоносор. Бог дозволил да Навуходоносор влезе во Јерусалим и да ги собере садовите. Исто постои едно друго пророштво кое зборува за еден друг познат човек од Библијата, тој е царот Кир. И за него Бог однапред кажува во својата книга, 100 години пред неговото раѓање, Бог кажува дека он ќе се појави во еден одреден миг од историјата. Моментот кога си дошол на овај свет, Бог бил таму како невидлив сведок. Смејќи се на твоето раѓање, затоа што е среќен што едно ново создание излегува. Тој те создал за да тој лично ужива во твоите дарови и таленти. Дали ќе му го скратиме ова задоволство на Бога? Ти постоиш за неговата прослава. Ти постоиш за неговата слава, но не само ти, и јас исто постојам. Неговата цел и неговото задоволство, донесувајќи му радост на Бога, живејќи за неговото задоволство, е права смисла на нашиот живот. Значи, ако сакаме да го откриеме смисолот на нашиот живот, е токму ова. Да ние всушност постоиме затоа што Бог не планирал. Бог има план со нас. Дали сте го откриле планот кој што Бог го има со вас? Кој е тој план кој што Бог сака да го оствари со вас? Ја би ве замолил да ги пратите овие предавања затоа што ќе ги откриеме тие планови. И ја верувам дека некој од вас и ќе ги препознае тие планови во својот живот. Еве што вели псалмистот во 139 псалм 16 стих. Го читавме прекиска, али еве да го повториме. Вели, твоите очи го видоа зародишот или почетокот мој и во книгата твоја се е запишано за мене, дури и деновите мои се забележани кога уште не постоеше ниту еден. Поради тоа што Бог не создал со причина, тој одлучил да живееме на оваа планета Земја. Тој сака да бидеме дел од неговото царство. Моментот што го живееме сега на земјава, затоа што Бог сака да се подготвиме за нешто што следува, а што е многу подобро од она што денеска го имаме. Пророкот Исаија во 44 глава 28 стих ќе го каже она што прегеска ви го наговестив за еден човек по име Кир. И еве што вели пророкот Исаија. Кој вели за Кир? Тој е мој пастир и тој ќе ја исполни секоја волја моја. И ќе му рече на Ерусалим, ти ќе бидеш одново изграден и на храмот ти ќе бидеш обновен. Гледайте, ова пророштво е пишувано околу 100 години пред појавувањето, пред да се роди Кир. Бог знаел. Знаел дека ќе се појави во одреден миг на историјата на планетава Земја една таква личност, со едно такво име, али со одредена задача која што тој ќе треба да ја исполни. Во истата книга, во 45 глава 1 стих, ќе каже: вака му вели Господ на својот помазаник Кир, те држам за десната рака, за да ти покорам народи и ќе ги симнам појасите од бедрата на царевите, за да ти се отворат вратите и портите да не бидат затворени. Она што можам да кажам е интересно, да ова пророштво се исполнило во книгата на пророкот Данијел. Кога царството, Вавилонското царство веќе слабнее, на престолот бил царот Валтазар, кој толку бил дрзок да во даден миг садовите кои што неговиот дедо ги зел, сега со нив пие, банчи и во еден момент се појавува една рака која што пишува над зидот. Кога ја видел таа рака која пишувала, неговите нозе толку дирале колената едно од друго, да вели дека и ќе ги симнам појасите од бедрата на царевите. Појасот на неговите бедра паднале. Друго нешто што е интересно, за да ти се отворат вратите и портите да не бидат затворени. Вавилон бил толку безбеден, сигурен град, да никој не можел да го остави во она време. Али се случило да вратите кои што биле поставени во течението на реката која течела низ градот, се отвориле, а царот Кир
uspel da го смени тоа течение и посуво да влезе. Па дури и вратите на самите порти од градот се отвориле за него, за да може да влезе и да го освои Вавилон. Бог нас не планирал. Бог не видел уште од почетокот. И тебе, и мене. Се испланирал за нас со одредена цел. Во Библијата, во Дела на апостолите, стои следното. Од една крв го создаде сиот род човечки, за да живее по целото лице на земјата, откако утврди предопределени времења и граници на нивните живеалишта. Сите ние, драги мои, потекнуваме од едни прародители, а тоа се Адам и Ева. Од една крв. Неговата крв била таква да секоја денешна крвна група која што постои се состојала во неговата. Така да имаме таа варијација која што денеска ја познава модерната медицина. Од една крв го создаде сиот род човечки. И еве што вели во создавањето. Во 44 глава, 5 и 6 стих вели: а сега пак не жалостете се, ниту да жалите што ме предадовте ваму, бидејќи Бог ме прати мене пред вас, за да го запази животот ваш, зашто има веќе 2 години откако настапи глад на земјата и уште 5 години остануваат во кои ќе нема ни орање, ниту жетва. Немојте да помислите дека ова пророштво кој што сега ви го читам дека ќе се случи наскоро. Не. Ова е момент кога Јосиф им ја кажува вистината на своите браќа. Тој бил предаден од страна на своите браќа. Го продале во робство, затоа што не можеле да поднесат вистината која што тој им ја кажувал. Вистината која во блиска иднина ќе се оствари. За да го стивнат неговиот глас, тие одлучиле да го продадат. И сега кога тој стасал на видно место во Мисир, во Египет, станал втор човек после фараонот. Фараонот па тој, толку видна личност, а неговите браќа веќе, пошто постоела глад, 2 години како што читавме, дошле да купат во Мисир храна. И тој сега им се открива и вели: немојте, не жалостете се, ниту да жалите што ме предадовте ваму. Да сме биле ние на негово место, може би во нас би се родил моментот кога би сакале да се осветиме. Али Јосиф ја сватил задачата и планот кој што Бог го имал со него. И затоа вели: бидејќи Бог ме прати, внимавајте на тие негови зборови, бидејќи Бог ме прати мене пред вас, за да го запази животот ваш. Тој сватил дека тоа што е продаден не е случајност. Бог има нешто со него. Не биле тоа мили и драги моменти од неговиот живот. Али нема ништо случајно. Бог се нешто што прави со план. Ништо во твојот и мојот живот не е произволно. Се е со одредена цел. Најчудно од сето тоа е што Бог одлучил како ќе се родиме, кога ќе се родиме, каде ќе се родиме. И Бог не гледал на околностите под кои ќе бидеме родени или кои се нашите родители. Бог имал план за нашето создавање. И затоа тој не има во своите мисли. Бог знаел токму дека баш тие двајца наши родители, нивните гени ќе оформат една нова личност која ќе биде како ние што сме. И тој го имал тоа на ум. Тие имале ДНК со кој Бог сакал нас да не создаде. Дали можеме да се сложиме со една ваква констатација? Дека Бог нас не планирал. Бог го одбрал Јосифа како што читав. Бог го одбрал и Јосиф и Марија како родители за Исуса. Пред тоа, затоа што Бог ги одбрал и родителите на Јован Крстител, Захарија и Елисавета. Вистина е дека од Адама и Ева излегле Каин и Авел и дека Каин бил братоубиец, ама сепак многу е важно од какви родители ние, драги мои, излегуваме. Тоа не значи дека секогаш ние мораме да бидеме како што се тие.
Царот Езекијел кој бил добар, а сите негови претходници и неговиот татко и дедо биле лоши луѓе. Тоа не значи дека и ние мораме да бидеме лоши. Ние не мораме да идеме по стапките на нашите предци ако тие правеле зло. Бог не повикува дека ние можеме да во еден момент да престанеме, да не дозволиме злото да продолжи да оди во тоа семејство. Јас ќе ви кажам едно лично свое искуство. Гледајќи го мојот татко кој што е покоен, како војно лице, често знаел да пие. Али и доаѓал дома пијан. Али никогаш не правил проблеми. Кога би дошол пијан, би отишол директно во собата, би се пресекол, би легнал и после 2-3 сата тој не е тој истиот човек како што беше кога влезе под алкохол. Јас, гледајќи го неговиот живот во еден одреден миг, реков, нема да дозволам да се случува нешто вакво и со мене. Иако ние меѓу живите, иако не е тој меѓу живите, драги мои, али јас го сакам и драго ми е што сум имал еден таков татко. Тој ми ги отворил очите да не бидам како што тој бил. Да не ги правам пороците кои што тој ги правил. И затоа сум му благодарен на Бога што мојот татко и подосна самиот сватил дека поранешниот живот не бил исправен. И самиот почнал подосна да го чита ова писмо, од кое што ви ги читав текстовите, а од кое ќе читаме и понатаму други текстови. Како што и Јосиф однапред бил пратен за да го спаси животот на своите предци. И ние, драги мои, кога ја гледате денеска ова серија предавања, Бог сака нешто да ви каже. Бог сака да ве повика да застанете во еден миг од вашиот живот и да се прашате, не сум ја случајност. Што Бог планира со мене? Бог, како што и овде вели, никогаш ништо не прави случајно. Знаеме дека постојат нелегитимни родители, али нема нелегитимни деца. Мнозина од децата родителите не ги планирале, ама Бог ги планирал. Божјата намера мора да ја земеме предвид, па дури и оној момент кога Бог ја зима предвид и човековата грешка, па дури и човековиот грев. Бог никогаш ништо не прави случајно. И никогаш не греши. Тој има причина за се што создал на оваа планета Земја. Секој растение, секој животно Бог ги планирал, а секој човечко битие е создадено да во себе има некоја цел. Цел која што треба да ја открие во Бога. Божјата љубов била мотив за моето и твоето создавање. Библијата ни ги вели следните зборови во посланието до Ефесјаните, во 1 глава, 4 стих. Така како што и не избра преку него, уште пред светот да биде создаден, за да бидеме свети, непорочни пред него во љубовта. Еве е Божјата љубов која се открива зашто Бог сака да бидеме создадени, зашто ние постоиме. Драги мои, ако ништо друго, запамтете го ова, постоиме заради Божјата љубов, затоа што Бог не сака. Затоа ние денеска постоиме. Кога во потполност ќе разбереме оваа вистина, никогаш повеќе не ќе имате проблем да се осеќате дека сте беззначајна личност. Ова ја потврдува мојата и твојата вредност. Дека Бог не планирал. Затоа што Бог сакал да ние живееме денеска на оваа наша планета Земја. Апостол Павле ќе ги каже следните зборови во Ефесјаните. Предопределувајќи не за посинување за себе преку Исус Христос, затоа зашто тоа му беше по волја. По чија волја? По Божја волја. Бог не предопределил да ние постоеме. Тој го видел нашето зачнување. Тој го видел нашиот живот. Животот кој што ние денеска го живееме. Али, драги мои, го видел и животот кој го живееме, на жалост, некогаш и без него. И затоа Бог
ни дава одредена цел. Цел која што можеме единствено да откриеме читајќи ја оваа книга. Ова книга ќе ни открие целта на нашето постоење. Сакам нешто да ви укажам. Кога Бог ја создавал планетава Земја, Бог создавал за 6 дена. Во првиот ден Бог го создал светлост. Во вториот ден земјата, небото и морето. Во третиот ден сувата почва и вегетацијата. Четвртиот ден сонцето, месечината. И гледате паралели кои што постојат. Прв ден и четврт ден се идентични. Светлост, али и за светлост Бог подосна создава сонце и месечина. Овде сега може да се постават многу прашања. Ако постојала вегетацијата во третиот ден, а немала сонце, а нажалост, драги мои, знаете дека има луѓе кои ќе кажат дека создавањето траело со илјадници години, а некои ќе кажат и со милиони години. Али Библијата е јасна дека еден ден е буквален ден од 24 часа, кој ние денеска го познаваме. Ако во во третиот ден, кога е создадена вегетацијата, траел 1000 години, додека да се создаде сонцето и месечината, прашање кое што мене ми се наметнува во умот, како таа вегетација можела да обстои 1000 години? Единствен одговор на ова прашање дека вегетацијата може да обстои само ако е 24 часа. Денот. Така да имате четврти ден сонцето и месечината, пети ден птиците и рибите. Гледайте, а во вториот ден ја имате земјата, небото и морето. И сега Бог од вториот ден, она што го создал, сега го исполнува со живи суштества. Третиот ден е сува почва и вегетација. Во шестиот ден ги создава животните и човекот. Бог е оној кој планирал. Апостол Јаков во прва глава, 8 стих ќе каже, зашто тој не роди по својата волја преку словото на вистината, за да бидеме првина меѓу неговите созданија. Ние сме родени преку Божјата волја, преку словото на вистината. Вистината се наоѓа, ако ја барате вистината се наоѓа само во оваа книга. Бог мислел на тебе и на мене уште пред да го создал овој свет. Сушност, затоа и го создал, за да ние можеме да уживаме во него. Вистина, некој од вас сега може ќе ми каже, заре можеме да уживаме во бетон, асфалт и сето останата? Не. Бог кога е создал планетава Земја била прекрасна. Природа. Она што го гледате некогаш на интермецо, на телевизија, оние видеа снимени во природата. И уште поубаво тоа била планетава Земја на почетокот. Бог нашата планета е направил токму таква, за да би можела да биде задоволство за нашите очи. Ние сме предмет на неговата љубов и највредниот сите негови созданија. Апостол Јаков вели, бидејќи драговолно не породи со речта на вистината. Ете, од таа причина ние постоиме. Бог не е коцкар. Се планира со голема прецизност и големи детали и креативност. Вие ќе видите колку Бог е креативен. Што физичарите, биолозите и другите научници повеќе дознаваат за свемирот, тоа подобро можеме да го разбереме колку е Бог совршен и колку нашиот живот, кој што го поседуваме, е совршен затоа што Бог планирал. Доктор Майкл Дентон кажал следно, управител на истражувачкиот тим за хумана молекуларна генетика на Универзитетот Отаго од Нов Зеланд, ги кажува следните зборови. Сите докази кои ни се достапни, благодарејќи на биолошките истражувања, само ги поддржуваат сушност тврдењата да целиот космос е замислен како целина на кој основната цел и смисла представуваат живот и човечки род, а во кој сите факти на стварноста имаат своје значење и смисла во тој еден основен факт. А кој е тој основен факт?
дека Бог планирал, зашто Бог сето тоа го направил. Може би некој ќе праша, а зошто Бог сето тоа го направил? Зошто сето тоа би го направил и би се замарал создавајќи универзум околу нас? Одговорот е едноставен. Затоа што Бог е љубов. Љубовта создава. Љубовта е креативна. Ваквата љубов не може никако да се измери, ама е во потполно сигурна и доверлива. Создаден си како посебен предмет на Божјата љубов. Бог не создал за да би можел да не сака. И тоа е вистината врз која треба да го градиме својот живот. Дали може би себе си се видел некаде во Божиот план, кој тој го има за тебе и за мене? Ако се уште не можеме да се видиме во Божиот план, кој тој го има со нашиот живот, зошто сме на оваа земја? Јас би ве замолил да продолжите да ја следите оваа серија, бидејќи ќе се потрудиме да дадеме одговор на ова прашање. И како што кажав на почеток, ние не сме тука случајно. Моето и твоето раѓање не се грешка. И твојот и мојот живот не е природна случајност. Ниту е судбина. Твоите родители може би и моите не планирале, ама има некој кој што не планирал, а тоа е Бог. И тоа многу поодамна пред да бидеме зачнати од страната на своите родители. И ти и јас сме зачнати во Божиот ум. Бог сака да живее живот со полнина. Следната наша тема е што е тоа што те мотивира во животот? Што е тоа што те придвижува? И јас затоа ви повикал да следниот пат бидете заедно со мене и да заедно истражиме и да видиме што е тоа што нас не придвижува во нашиот живот да живееме, а што би требало да биде покретачка сила за нашата иднина. Останете ми со добро здравје и се гледаме следен пат.